Наслов на денешната тема е диагноза и терапија. Кога мислам на диагноза и терапија, не мислам на некоја здравствена состојба или на некоја здравствена институција или организација, не мислам на моментот кога лекарот ќе ни даде диагноза, а потоа ќе ни даде и терапија. Но нешто слично се случило во една прилика, кога еден младич, едно момче, дошло кај Исуса Христа. Насетувате зашто ќе зборуваме денеска. Исус поставил диагноза и му дал терапија која што, нажалост, ова момче не ја прифатил. Јас не сакам сега да се занимаваме со животот на ова момче, затоа што тоа би било проучување на историјата или библиската историја. Туку сакам да размислуваме за тоа дали можам и јас да направам иста грешка како и ова момче. Од друга страна, дали можам од Исуса Христа да добијам диагноза за мене и дали може да ми даде терапија? Што треба да направам за да имам живот вечен? Да направам чудна работа. Во една прилика, кога еден законник дошол кај Исуса Христа и размислувал и му поставил едно прашање да го изненади Исуса Христа. Но Исус одговара онака како што треба. Знаеме за тој текст, нели? Тој законник кога дошол и онака размислувал што да го праша Исуса и му поставил прашање. А Исус му одговорил онака како што треба. И овој законник потврдува дека Исус добро одговорил. А Исус му кажува, што му кажува? Не е далеку од тебе Царството Божие, му вика. Кога го читам овој стих, секогаш размислувам дали е добро да бидеш близу до Царството Божие. Добро ли е? Добро е. Ако сум во некој процес и сега веќе сум се приближил до тоа царство и одам се уште газам понатаму, тоа е добро. Не ли така? Но во моментот на Христовото доаѓање, ако би ми рекол Исус, не си далеку од Божиото царство, што тоа значи? Што тоа значи? Дека не сум влегол. Тоа те исто кога лекарот, она добро познато што го употребуваме, кога ќе каже операцијата е успешна, пациентот нажалост умре, не ја преживеа операцијата. Во Матеј, 19 глава, можеме да ги читаме следните зборови, кога дошол еден младич кај него, кај Исуса. Читаме Матеј 19:16. Еве што пишува текстот таму. И ете, еден му пристапи и рече: Учителе добар, какво добро да направам за да имам вечен живот? Што треба да направам, со други зборови, за да добијам вечен живот, да се спасам? Тоа е, значи, едно типично прашање. Што треба да правам? Кажи ми, јас ќе направам и ќе добијам живот вечен. Такво прашање му поставува. Неколку евангелисти се занимаваат со овој настан и неговата средба со Исуса Христа. Во Матеј 19 глава, кога читаме, може би ќе видиме како еден добар човек дошол кај Исуса. Воглавно, кога размислуваме за овој текст и за ова богато момче, секогаш размислуваме како за некој кој што го оставил Христа. Нели така? И добиваме негативна слика за ова момче.
Јас се обидов, или ќе се обидам денеска да бидам негов адвокат и да го бранам. И покушав да ги погледнам сите негови позитивни особини и неговата позитивна страна на ова момче. Зарем има позитивни особини? Што мислите? Прво, кога кажуваме дека било богато момче или богат младич, не го знаеме неговото име, како било, но кажуваме дека бил богат. Што тоа значи? Што тоа значи? Очигледно тоа зборува за неговата материјална состојба. Тој бил богат, што значи дека бил признат и познат во друштвото. Но сепак дошол кај Исуса. Иако бил познат во друштвото, богат, сепак дошол во Исуса. И тоа кога? Дење. Некако Никодим кој што не сакал да дојде денески кај Исуса Христа. Тој дошол дење. Затоа што сакал да го праша нешто. Втората работа која оди во негова корист. Читаме дека јудеистите или јудеиците во она време го отфрлиле Христа. Така не ли? Го отфрлиле Христа. Тој, момчето, сепак дошло. Другите го отфрлиле, а тој дошол кај Исуса Христа. Кога читаме кај Лука, во српскиот превод ако читаме, имам Библија да не го читаме сега, нема време, наоѓаме дека дошол некој кнез. Дека дошол некој кнез кај Исуса Христа. Ние не знаеме што тоа значи. Што значило кнез во она време да биде. Дали бил водач на синагогата, кнез во она време да бидеш, или во денешно време може би значило да биде градоначалник. Бил некој нешто во друштвото, имал може би неколку чинови на рамото. Значи како кнез дошол кај Исуса. Кога читаме во Марко, што пишува таму? Кога дошол он? Дека тој клекнал и му се поклонил на Исуса Христа. Текстот кажува клекна пред него. И пазите сега, кога Исус го отфрлиле како учител, го отфрлат како учител, тој, момчето, се поклонува пред него. А во таа култура, пазите сега, што тоа значило? Дека тој го прифатил, дека тој, Исус, што? Е Бог. И уште нешто кога читаме, овде кај Матеј. Тој кажува, што кажува? Учителе добри. Српскиот превод кажува учителе благи. Учителе добри. Го користи изразот, што за тоа време се користел исклучиво за Бога. Исус затоа му вели, зошто ме нарекуваш така? Само еден е добар и благ. Значи имал неколку позитивни карактеристики. Се оди во негов прилог, нели? Го признава Исус како Бог, како божество. Нели така? Кога Бог покажал дека е добар? Кога Бог покажал дека е добар? Уште тогаш кога сме погрешили, кога Адам и Ева паднале во грев. И тогаш тој рекол, јас ке дојдам и ке ве ослободам. И Исус кога бил на земјата, токму и тоа го правел. Сега, пазите. Зошто доаѓа овој младич кај Исуса? Зошто доаѓа? Поставува прашање што треба да правам. Од овој текст, од тука произлегуваат уствари така наречените свети обичаи, кои што се користат во овој свет. Кажи што треба да направам, потоа јас тоа ќе го пренесам на друг, па тој на друг ќе го каже тоа, и така ќе се појат свети обичаи.
Што може да биде свет обичај? Може ли свет обичај да биде да одиме или да идеме во црква секогаш во 8 часот? И тоа да биде за нас како правило, закон. Или може би што и друго, нешто да ни текне во нашиот ум. Исус кажува, па чини го, што му кажува? Па чини го или прави го она што го пишува во законот, во заповедите. Па тој поставува прашање сега. Кои заповеди? Прашува. И кога читаме интересно, Исус набројува неколку заповеди од 10-те. И тоа кои заповеди? Од 5-та до 9-та заповед. Што знаеме ние, а знаеме ние дека тоа се заповедите од втората плоча на законот. Првата плоча зборува за односот помеѓу Бога и човекот, а втората плоча зборува, односно заповедите зборуваат за односот помеѓу човекот и човекот. И затоа верувам дека богатиот младиш, он воопшто не можел да претпостави дека има проблем и со првата плоча од законот. И Исус затоа ја набројува втората плоча. Богатото момче кажува, па тоа јас го правам од својата младост. Тоа е се во ред во мојот живот. Но постои нешто, а тоа е законитоста на законот. Ако имаш проблем со заповедите од втората плоча, тогаш е затоа што имаш проблем со заповедите од првата плоча. Доказ, кој е? Ако во едно сгрешиш, грешен си во се. Како кога го сакаш својот брат, кој го гледаш, ако не го сакаш Бога или обратно? Ако си грешиш во првата плоча, односно во втората, грешиш и во првата плоча. Затоа што заповедите од втората плоча зборуваат за што? За невидливите односи наши, помеѓу нас и Бога, а втората плоча за видливите односи. Јас можам да глумам и да изигравам добар христијанин, драги браќи и сестри. И кажувам, јас знаете, секој утро ставам, читам по 2 часа Библија, па уште и се молам повеќе пати, па и постам неколку пати во годината и така натаму. Ако ја прашате мојата жена, она ќе рече, па не пости баш така често и не чита баш 2 часа Библија во денот или на сабај. Може би, дури и мојата жена ќе ја излажам околу тоа. Да мисли дека јас сум супер христијанин. Меѓутоа, затоа јас кажувам дека тоа е таа невидлива врска. Бог точно гледа и точно знае се. Ако имам проблем со меѓучовечките односи, се едно на кое ниво, тоа е знак дека имам проблем и со што? И со тој вертикален однос. Тоа е законски. И сега внимавајте како ние размислуваме. Ние сакаме да правиме нешто, како и богатото момче. Но што е христијанството? Прашање. Да правиш нешто или да постанеш нешто? Што мислите? Да правиш или да постанеш? Така, добро. Тоа е многу важно прашање. Затоа што ако треба да сторам нешто, јас ќе го направам, ако треба да сторам. А па ако треба и 100 километри на колена, ќе ги одам, па после 2-3 дена ќе се навикнеме, па може би нешто и да изманипулираме со Бога и ќе го оствариме тоа, ќе го направиме. Но Исус кажува, немој да правиш, постани нешто. Ние кога зборуваме за Христа, кажуваме, сведочиме за Христовата љубов. Ние уствари сакаме да го одбраниме Христа и нему му се потребни сведоци.
Така нели? Богатиот младиш кажува, тоа е се во ред во мојот живот. И гледаш, јас сега, затоа дојдов кај тебе. Па јас размислувам, ако он навистина би постанал негов ученик, тоа момче, може би денес би читале негови посланија, може би тој би напишал и своја евангелие во Новиот Завет. Што се случило? Исус кажува, ако навистина сакаш да бидеш совршен, имаш уште една мана. Значи, држам се што пишува, го чинам сето тоа уште од својата младост. А Исус кажува, чекај, не е тоа доволно. Диагноза? Која е диагнозата? Не си совршен. А терапијата? Внимавајте од што се состои терапијата. Пазете. Сега оди дома, продај се што имаш. Е првиот чекор. Вториот чекор. Подели го тоа на кого? На сиромасите. Тоа е вториот чекор. Третиот чекор. Што кажува третиот чекор? Врати се кај мене. Тоа е третиот чекор. Четвртиот чекор. Земи го. Што? Својот крст. И петиот. Следи ме секој ден. Навистина во текстот пишува дека младичот бил богат. Заминал жалосен и не се вратил ке Исус. Ако Исус барал, да претпоставиме, ако Исус барал да продаде се и да го раздели на сиромасите, може би и би прифатил момчето. Може би би прифатил. Би било многу, многу полесно за него. Јас верувам дека би му било многу полесно на тоа момче. Затоа што тоа е нешто, што? Да направиш. Нешто да се направи. Јас направив и платив за тоа. Еден проповедник кажува во една прилика, нешто изнајмиле некоја соба, односно сала, некој простор, и кога следниот месец вели, повторно отидов да платам цената за тој простор, тогаш таму беше жената на собственикот. И таа кажува, вели, не треба да плаќате, јас ке платам наместо вас. Јас гледам, вели проповедникот, зошто баш таа сопруга на собственикот да плати за нас? Таа вели, беа евангелски предавања. Таа ниту еднаш, вика, не дојде, не е заинтересирана, зошто да би платила? И вели, јас неа ја прашувам, зошто вие тоа сакате да платите за ова сала наместо нас? Таа кажува, па знаете, јас не одам во црква, па да и ја нешто направам за Бога. Супер, нели? Тоа е перење на душите, драги браќи и сестри. Јас правам, па ако имаш и добри пари, доволно пари, тоа не е никаков проблем, 50-100 евра да дадеш, нели? Ке дадам и мирен сум. Така размислува богатиот младеж. Исус Христос кажува, сега, оди дома, продај се, во ред, врати се кај мене, земи го својот крст и следи ме секој ден. Знаете, некои христијански заедници на тој начин и се формирале врз основа на овој текст. Дали знаеме за тоа? На тој темел, врз основа на овој темел, на овој настан, ги формирале своите цркви. Продај се и подели се што имаш. Например, Питер Валт, мислам, или не е битно презимето, од Франција, продај се што имаш. Он тоа го направил и почнал да проси. Пазите, луѓето почнале да живеат и мислеле, сега сме спасени. Продале се, поделиле се и почнале да просат, еве, тоа е тоа
за секој човек. Можеме да бидеме спасени. Затоа што немаме ништо, вели. Но што е тоа што треба да го направиле тие? Но не го направиле. Тоа е третиот, четвртиот и петиот чекор. Продале се, разделиле на сиромасите и ние сме спасени. Третиот, четвртиот и петиот чекор. Врати се кај мене, земи го својот крст и следи ме секој ден. Поради што луѓето се плашат тоа да го направат, драги браќи и сестри, овие три чекори? Поради што? Во една прилика прашав една особа која што веќе подолго време и ја посетува црквата и знае за Христа, повеќе години, и никако својот живот да го предаде на Христа. И во тој момент го прашав, одев некако поза обиколен пат и го прашав, што мислиш, зошто луѓето не сакаат да го прифатат Христа? А тој кажува, не примети дека тоа станува збор за него. Знаеш што? Јас мислам дека тие се плашат да не ја изгубат својата слобода. Слобода. Мислам дека е нешто најважно во човековиот живот. Еден унгарски писател, Шандор Петефи, кажал нешто за слободата. И рекол вака: својот живот би го жртвувал за љубов. Пазете, а љубовта би ја жртвувал за слободата. Он умрел во револуцијата и он бил револуционер. Он за слободата бил спремен што? Да жртвува се. Што значи да биде слободен? Сите сигурно сме ја читале книгата Робинзон Крусо. Имаме ли читано? Кој бил Робинзон Крусо? Тој бил на пусто острово, така не ли? Бил на пусто острово и таму се запознал со еден човек кој му го дал името како? Петко. Сигурно по денот, може би кога стасал, таму му го дал името Петко. Но пазите. Даниел Дефу, кој го напишал овој роман, тој не напишал некоја фикција. Ова не е некоја измислена приказна. На крајот од 17. век бил еден морнар по име Александар Керкирк. И тој се бунел за се што се случувало на бродот. Тој бил морнар и не прифатил ниту една заповед без мрморење. А кога еден морнар така се однесува, тога се однесува така и другите. Ако он не сака да ја чисти палубата, тогаш и никој друг не сака да ја чисти. Капетанот не можел со сето тоа да се справи и во една прилика кога поминувале покрај некој пуст остров, тогаш го оставиле на тоа острово, честно и поштено, му дале алати, пушка, барути, сите оние потребни работи кои што ќе му се најдат на ова острово. И му кажале, на ова острово не постојат никакви правила, тука си апсолутно и целосно слободен. А работи што сакаш. И си заминале. 1704 година, после 4,5 години, еден англиски брод поминувал близу до островот и виделе некој чат таму. И си рекле, ова е сигурно оние бродоломци. Таму се. И одма со чамецот отишле и тој Керкирк испаднал од шумата. Знаете, 4,5 години, целиот пуштен со коса, неизбричена брада. Се уплашиле доли кога го виделе, но набрзо кога сватиле дека го знае нивниот јазик, дека го разбира, тие стапиле во контакт со него. И тогаш го прашале зошто е овде. А тој се му раскажал и ми раскажал и
му поставили интересно прашање. Дали сака и понатаму да ужива во својата слобода на островото или сака да ги прифати законите и правилата на англиското друштво, англиското општество. Што мислите, што прифатил Керкер? Ја оставил својата слобода, го оставил островото и се вратил назад во друштвото. Исус му кажува на овој богат младеж: врати се кај мене, откога ги направиш тие работи. Оди продај се и подели го. Како што реков, тоа е најлесно, нели? Може би прво онака мрамори, се буни, ама како, зошто и така натаму. И на крајот, добро, во рете кога станува збор за спасението и ќе прифати. Може би денес, ако му речеме на некој тинејџер, земи го својот, Ване, кој е најнов сега iPhone? Бројка, која бројка е? 14 или како беше така? Ако на некој младо дете или тинејџер му кажеш, земи го својот Samsung најнов или iPhone 14, скрши го и ќе бидеш спасен. Не смеам да помислам што би избрало. Не смеам да помислам. Но ако тоа би донело спасение 100%, и јас веднаш би го земал тој телефон, би го сокршил и би го фрлил. Би го направиле исто вие, ако зависи нашето спасение од тоа. Исус кажува: но врати се кај мене, земи го својот крст и следи ме секој ден. Тоа значи, што значи? Да се одречеш од твојата слобода. Јас сега кажувам преку очите на луѓето кои го нема тоа искуство. И тие мислат дека ако го следиш Христа, што мислат луѓето? Дека го следиш Христа, ти ќе постанеш роб. Така не ли? Затоа што не смееш ова, мораш овака, мораш онака и така натаму. Мораш така да се однесува. Што е вистината во тоа? Кога еден човек на почетокот го цитирав тој законник, го прашал Исуса кои се најважните заповеди, Исус му кажува, што кажува? Љуби го Бога со цело свое срце, со сиот свој ум, со сета своја душа. Што значи тоа? Што значи тоа? Дека со секоја челија на твојот организам нека го слави и го љуби Бога. И љуби го ближниот, што пишува? Како самиот себе. Може ли да каже он, љуби го ближниот? Може ли така да каже Бог? Зошто кажува, љуби го ближниот како самиот себе си? Тоа никако не можеме да го одвоиме, драги браќи и сестри. Го имаме на 2-3 места тоа запишено во Библијата, никако не можеме да го одвоиме тоа. Љуби го ближниот како самиот себе си. Ако се љубиш себе си, онаков каков што си, драги брате и сестро, ти веќе не си окупиран со себе си. Ти си слободен да си угодуваш на самиот себе си, затоа што ти си задоволен со тоа што си. И си слободен да ги гледаш проблемите кај братот и кај ближниот свој. Ти се сакаш себе си и затоа си спремен да му помогнеш и да ги согледаш неговите проблеми. Окупиран со себе си. Окупирани сме со себе си од една важна причина, затоа што не сум сигурен во тоа како сум. Затоа што не сум го пронашал својот идентитет. Тој човек кој што е окупиран со себе си, тој не ја пронашал во себе сопствената вредност која што Исус му ја дал. Затоа што постојано тој бара, нека што тој бара од себе си, туку и другите ги заокупира, сака да бидат заокупирано со себе си. Зошто? За да ја потврди својата вредност, односно да ја потврдат неговата вредност. И затоа
тој трага целиот свој живот по себе си, постанува несигурен и таа несигурност го прави себичен. Свртен кон себе си. Тој едноставно не може да биде слободен, да се сврти кон другите и вистински да ги сака другите луѓе. Тоа е вистинска слобода. Кога мислиш, кога можеш на таков начин да го следиш Бога и да му служиш на Бога и на ближните. Исус Христос на таков начин сака да биде присутен во вашите животи и во мојот живот. Може би не го слушаш. Може би се уште не си го приметил, драги брате и сестро, а мислиме дека е тука, во нашиот живот. Во Откровение, 3 глава, наоѓаме дека Исус доаѓа кај тебе. И што прави? Чука. Тој чука и кажува, сакам да влезам. Сакам да влезам. И во една прилика, ова е вистински настан, еден проповедник проповедал во некој град, во некоја црква. За овој текст од Откровение 3 глава. За тоа што Исус чука на срцето. Исус Христос чука и сака да влезе во вашиот живот. Кажува, и го читаме, вели, тој текстот од Откровение 3 глава. И тогаш онака, вели, куцав на ова катедра позади која стоев и кажува, замислите сега Исус да така чука на ова врата. И во тој момент некој на вратата чука и вели. Можам да кажам, како што ја држе, вели проповедникот Библијата, јас едноставно останав подзинат. И сите во салата без воздух. И се отвара вратата и еден постар господин влегува и кажува, јас задоснив се извинувам. Но моментот, вели проповедникот, јас не можам да го заборавам, вели тој проповедник. Тоа чувство Исус чука. Исус кажува во 3 глава, односно читаме во пораката до Лаодикеја во Откровение. Ајде да видиме таму што пишува. Еве стоја и чукам на вратата. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Еве чукам. Чукам на твоето срце. Ако некој ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе живеам во него. Драги браќи и сестри, размислувам. Можно ли е сега на вратата на оваа црква Исус да чука? Односно да чука на нашите срца, а ние да не му отвориме. Можно ли е црква без Исуса, драги браќи и сестри? Можно ли е да сме црква? Можно ли е да работиме за Христа? Да служиме, да проповедаме, да се молиме, да читаме, а да бидеме без Христа? Можно ли е тако, христијани? Исус кажува, кој ќе го чуе мојот глас и ја отвори вратата? Две работи. Кој ќе го чуе гласот и ја отвори вратата? Дали го слушаш прашање, брате и сестро? И дали си спремен да му ја отвориш вратата? Не е тешко да слушнеш. Тој ни зборува секојдневно. И тоа, и може би и на работа, и во бавчата, и онаму каде што осне, и додека се одмараме, и додека спиеме. Тој ни зборува постоја. Не е тешко да се чуе неговиот глас. Тој може на милион начини да се јавува. Но дали ќе ја отвориш вратата, тоа зависи од тебе и од мене.
немојте да заборавите. Богатиот младич кој дошол кај Исуса, како што реков, ги имал сите можности да постане христијанин. Дошол дење, бил богат, ценет во друштвото. Бил познат, признат. Се поклонил пред него, што тоа никој друг не го направил, дури и неговите ученици. А тој се поклонува. А кога Исус ја напишал терапијата, што треба да направи за диагнозата да биде подобра, тогаш се разжалостил во срцето и отишол. Го оставил Исуса. Заминал. Се обидов себе си, драги браќи и сестри, да се анализирам. Додека размислував за оваа тема. Колку пати сум бил и јас во таа опасност како и ова момче. Да се свртам и да го оставам да го одберам мојот пат. Размислувам за тоа што можам сега да направам. Ајде, тоа поминало. А ги има такви моменти многу пати кои што кога сум го оставил Христа. Што треба да направам сега? Да дојдам кај Исуса ако се уште не сум дошол, или ако сум дошол да останам во негово присуство. Како што овде му рекол на богатиот младич, земи го својот крст и следи ме секој ден. Да не заборавиме, тоа бара, захтева секојдневна одлука да го следиме Исуса Христа. Секојдневна одлука, без пардон. Кога размислувам за мојот живот, како изгледа таа борба, за мене не беше прашањето дали тој е мој спасител, дали Исус е мој откупител. Не било прашањето дали тој направил големи работи за мене. Дури не беше прашањето и дали треба да се молам секој ден и дали треба да читам секој ден Библија. Но се прашував, дали ќе му го дадам првото место во мојот живот. Било прашање дали морам на вистина секој ден да правам, да чинам Господи. Или кога одам во црква, секојаш се во ред тука, се однесувам како вистински христијанин и тогаш одам дома и кажувам, сега Боже, остави ме во мојот приватен живот, остави ме на мира. Малку да си дадам јас себе си. А тој сака што? 7 дена во седмицата, 24 часа да бидам во заедница со него. Тоа е, он го посакал од богатиот младич, тоа он го посакува од тебе и од мене. И он видел во него вистински човек, пазите сега, Исус видел во него вистински човек, кој може да стане негов ученик, да постане негов следбеник. И не само следбеник, неговите ученици потоа проповедале, неговите ученици пишувале посланија, тој видел во него таков човек со потенцијал. Со потенцијал. Ова не е само како што реков час по историја или по библијска историја. Не. Тој така гледа и во вас и во мене. Тој гледа личност, особа која може да стори нешто за него. Што значи да направиш нешто за Христа? Сте размислувале? Да се направи, пазете, нешто за луѓето и кои се околу мене. Да им помагнеме на луѓето. Тоа значи да направиш нешто за Христа. Помогнете им на луѓето да најдат спокојство и мир во нивните души. Исус Христос го сретнал тој младич. Затоа тоа го пишуваат и Матеј, и Марко, и Лука, затоа што сметале дека таа средба е многу важна средба. Таа средба се случува во животот на сите нас. Диагнозата не е тешко, рековме, да ја чуеме од него. Тој кажува што? Потребно ти е спасение. Тоест, не си совршен. Терапија, тој ни дава терапија поединечно на секого нас. Кога на почетокот почнував да читам Библија
Има впечаток како да Исус ме познава целосно. А пишувано пред 2000-3000 години. Како да се зборува против мене. Наоѓам оправдување, барам во Библијата, тука си греши. Како да целиот живот мој го знае на памет. Каде сум слаб. Па се пишува за мене и си велам, па тоа е најдоброто кога читаш Библија, како се е напишано за тебе. Или пак, може би, брате и сестро, читаш Библија, за да видиш дека е нешто пишувано за другите. Што мислите? Па можеш да кажеш, овој стих се однесува на овој стих се однесува на оној. Не. Исус му кажал на богатиот младич, што треба тој да стори. Исто така, јас читам и наоѓам што треба јас да правам. Морам нешто да признаам, но немојте на никого да кажете за ова сега што ќе го кажам. Понекогаш кога читам, тоа ми пречи и ми смета. Затоа што не одговара на мојата човечка природа. Понекогаш кога читам, кажувам, Господе, како може такво нешто од мене да бараш? Безусловно проштевање, безусловна љубов. Господе, барај нешто друго, кажи ми колку треба да платам. Што треба да направам? Тоа би било многу полесно за мене. Меѓутоа овој човек, овој младич, го оставил Исуса Христа и ми дава еден негативен пример во тоа. Кои се опасностите за мене, кои исто така и јас можам да ги направам. Кога Исус Христос ги изговорил тие зборови, дојдете кај мене сите кои сте уморни, натоварени, обременети, јас ќе ви дадам мир, кажува. Сеедно дали си богатиот младич, сеедно дали си Никодим, кој бил член на Синедриона, може би тогаш министерство, или како да го насловиме. Сеедно дали си она грешна жена, која е доведена кај Исуса. И сега можам да ги редам сите оние ликови во Библијата, библиски личности. Исус Христос кажува, во моето царство, што кажува? Има место за секого. За секого. А еден пријател, мој другар, вика, јас верувам во Бога, ама не сум достоен да дојдам таму во црквата и да побарам прошка за гревоите. Провен, сакам, вика, тоа го имате слушното од повеќе, да се исчистам малку од гревоите, да дојдам во ред, па тога ќе дојдам. Не сакам лицемер да бидам. Тоа знаете ли што значи? Кој пример можем да го земеме? Кога некој ќе ти рече, боле си многу, оди во болница. Не, чекај малку, јас да оздравам, па кога ќе бидам здрав, ќе одам во болница. Во моето царство има место за секого. Без разлика. Каков греф имаш направен? Зошто чекате? Дојдете кај мене. Јас ќе ве растоварам од тоа што го носите. Јас ќе ве ослободам од проблемите, од срамот, од стравот. Како што реков, дијагнозата не си совршен. Прифати не си совршен. А терапијата, 3-тиот, 4-тиот и 5-тиот чекор од оние 5 кој му ги кажал на овој богат младич, се однесуваат на секого од нас. Врати се кај мене. Прво мораш некои работи да ги направиш. Мораш нешто да се одречеш, драги брати и сестро. Мораш нешто да отфрлиш во животот. На прво место егото. И пота вие знаете што друго. Што ти е тебе најмило? Што ти е тебе најмило? Откорни го она око, она нога која што ти пречи. Дали би можел да го отфрлиш прашање до сите нас? А кога тоа ќе го направиш, врати се кај мене, земи го својот крст
и следиме секој ден. Може би најтешкиот дел од терапијата, гледајќи однадвор. Најтешкиот дел од терапијата. Ако ги читаме тие стихови од Матеј, ако читаме во 11 глава, тогаш наоѓаме дека тоа е нешто величествено, но е најубаво што еден христијанин може да го направи во својот живот, да го следи Христа. И на крајот, кога ја користиме Библијата, таа слика на односот помеѓу човек и Бога, тој ја користи сликата од бракот. Како што во заедничкиот живот мажот и жената се сакаат и се спремни, така нели, да направат некои работи, да се одречат од некои работи, како што се спремни некош да се жртвуваат еден за друг. Тоа е сликата помеѓу човек и Бога. Ако го љубиш Бога, нема да ти биде тешко тоа да го направиш. И секогаш кога кажувам во шала, пак ќе кажам на никого ова да не го кажувате. Посебно ве опоменувам. Јас како маж не сакам да мием садови. Но се почесто застанувам и ќе го измијам мојот тањера се почесто и другите останати. Зошто? Затоа што ја сакам својата жена. Гледам дека не е тука, или е изморена, или е болна, или не знам од која друга причина. Зошто го направив тоа? Зошто? Не да собирам поени кај мојата жена. Не. Тоа ми е природно, драги брати и сестри. Тоа ми е природно. И кога си Христов следбеник, некои работи ќе постанат природни во твојот живот. А кога патот по кој одеш постане природен пат во тебе и во мене, секој ден, како што е дишењето, како што е миењето на забите, драги брати и сестри, без размислување што го правиме тоа, тогаш сум тргнал и тогаш сум Христов следбеник. Писмото кажува, Исус се разжалостил зашто го засакал. Тој те засакал и тебе и мене. И моја желба и молитва е, кога ќе ја чуеме дијагнозата, да не се исплашиме. Тоа е состојба. И кога ќе ја чуеме терапијата, да не се исплашиме. Тоа е патот на спасението. Оди по тој пат и ќе бидеш во Божјото царство. И верувам, ќе бидеме сите заедно таму.